Прва категорија. Програма наменета за целата публика. Најголемата моќ е нашиот, македонскиот аманет. И даден, и исполнет. Во аманет ни беше оставена песната македонска како жив сведок низ историјата. Сведок на судбини, на животни предизвици, сведок на јунаци и јунаштва, за мераци, за љубовта, за вечните водилки низ добро и зло. 2000-тата ја започнавме среќно и благословено. Деценијата пред неја беше предизвикот завршен со највисоки дострели и успеси во ризницата на македонската новосоздадена песна. Најплодните автори, композитори, аранжери, текстописци, најдаруван од Бога бисер грла, распеани го нанижаа герданот на македонската фолк сцена. Ние, нивната публика, бевме горди на многу обнародени хитови кај нас, а певливи и во соседството. Млади музички имиња, миленици на публиката, кој од кој со поголем елан, ентузијазам, кој од кој со поблескава звезда околу себе, кој од кој во потрага по хит над хитовите. Сигурно е дека секој што одлучил да ја негува песната, душата му е благословена. Убавата мисла предизвикува успех, радости и уште поголеми надежи. Песната ни е благослов, подарена како волшебство што лекува, златен клуч кој тајни отвора. Од таа символична 2000-та, фестивалските блескави сцени беа очекувани со нетрпение. И желба и задача ни беше да допира македонската музика насекаде каде што не има македонци. Големи фестивалски, големи музички случувања. А кога на сцената ќе се запееше некоја од многуте најубави македонски, морници чувствуваше публиката. Но и оние што беа зад микрофонот на сцената. Патот веќе беше јасен, одреден. Големите уметници тука беа присутни и неуморни. Влегоа во срцето народот свој, тие нам ни дарија песни, ние нив љубов бескрајна. Македонија го живееше исполнетиот аманет. 2000-та година. Песната македонска веќе стабилно и гордо чекореше по истрасиран пат. А ние научивме со неја како да ги сочуваме и да ги вреднуваме малите среќни мигови. За среќа, во Македонија имаше и кој да создава, да опева, со сите сетила да ја преточи музиката, да ја слее со зборот и да создаде совршени ноти. Имаше и кој да пее и кој да се надпејува. Рамо до рамо со гласот на славеот. А 2000-та година и фестивалот Цветници за децении подоцна ни го донесоа хитот "Не каниме" заедно со Миле Кузмановски на сцената. Расцветаа на Цветници и други бисерни рефрени, молитва за Великден со Елена Георгиева,
да се вратат четата со Блага Петреска и Гоцер Наудов. Nemam ni usta, ni odgovor I kaži nebesna ubavino Kako da go prelažam ja srcevo Денешниот ден е многу значаен за македонската историја, затоа што ниеден народ нема да има и нема своја историја ако нема своја песна. Песната нас не одржала, ни го одржала идентитетот. Во овие тешки времења кои што од многу страни ни е нарушен идентитетот, ни го навредуваат идентитетот, а нашата песна им покажува дека ние имаме цврст идентитет, дека имаме корен. И тој корен е различен, тој корен е автохтон, тој корен е единствен. И се радувам поради тоа, мораме да се грижиме на малку повисоко ниво од колку што се грижиме, бидејќи такво ми е чувството во моите почетоци, грижата за македонската новосоздадена песна беше на многу повисоко ниво отколку што е во денешно време. Noćva sakam da te dopram kako ikona Site cvesti kako sveki blagi zapalam A da sklopam race nežni ko za molitva Во се она што се случува во македонската музика, ќе видиме едно богатство, би рекол, еден огромен број на квалитетни песни, на убави песни, на фестивали, на изведувачи нови кои се појавуваа, кои направија своји кариери, голем број на автори и така натаму. Би рекол еден богат период, иако можеби има две-три етапи во овие 30 години. Така да би рекол, ако се спореди пак со периодот од пред тоа 30 години, кога исто така се создадоа едни од најубавите македонски песни кои се веќе обладени, многу од нив се нели и народни, кои за жал не се знае автор. Така да би рекол подеднакво исти плодни и убави периоди за музиката, на нашата музика воопшто. Во интерес на музиката, во интерес на песната. Сите автори, дури во овој свечен миг, мислам дека некако нераздвоено ме следи таа мисла, тој поттик да се во јавност, да искористам и јавноста во овој миг, да апелирам да се врати, да се возобнови, како да кажам, музичката продукција при македонската радио и телевизија, да се возобноват фестивалите, затоа што со замирање на креативноста, со задушување на појот на славиот, се задушува и идентитетот на македонецот. Само низ времето не може да остане ништо заборавено, иако животните текови секогаш бараат нешто ново, нешто повеќе, бараат уште. Бараат простор за нов израз и нови траги во времето. Македонските автори, гениалци,
само го надградуваа темелот основан на изворот. Векувањето на нивните песни беше предодредено и од талентот на новите вокали кои го понесоа многу брзо шармот на вистински музички звезди. Мишко Крстевски, Катерина Танева, Гоце Арнаудов, Наум Петревски, Смина Гуњова, Зоран Ванев, Елена Георгиева, Зуица Лазова, Горан Тодоровски, Милица Кузмановска, Татјана Лазаревска, Миле Кузмановски, Душко Георгиевски, Маријан Коцев, Анета Наковска. Тоа беа времиња, пејачи и песни. Периоди кога песните умеа за момент да ни го сопрат с дивот од убавина. Не беше реткост воопшто да добиваме музички хитови и да си ја храниме душата со нив. Нема сила на земјава, што е посилна од љубовта. Ниту оган, ниту вода, ниту мисла најзобна, таква сила не била. Нема сила ни на небото, што е посилна од срцето. Еден човек, една жена, та слика највредна, како сказна љубовна. Ако се запрашаме дали новокомпонираната песна го оправда своето постоење, јас би рекол да. Затоа што во овој период се појавија навистина изворедни автори, многу сериозни автори кои строго се држеа до традиционалните белизи на нашата изворна и градска песна, но истовремено беа моćни да донесат, да понесат нешто поново и посовремено во таа музика. Јас сум убеден дека добар дел од тоа творештво ќе остане како трајно богатство за воиднина, на кој мислам дека може би дури ќе се навраќаат и композиторите од така наречената сериозна музика или уметничка музика, па може би ќе користат со текот на време и по некоја тема за своите композиции, тој музички жанр, нели? Таков пример веќе сега имаме еден, но верувам дека со годините, со децениите, такви примери ќе ги има се повеќе, затоа што практично ова творештво ќе стане како дел од традиционалното македонско фолк творештво и фолклорна музика. Неколку трендови јас би напоменал, кои што ги усвоивме од Западот. Например, првиот сегмент тие приватни студија донесува квалитет, но донесува и многу, за жал, неквалитет, затоа што под приватно студио не се подразбира компјутер и звучна карта. Она што е многу битно во новокомпонираната музика и што може би представува проблем е поврзано со едукација. Македонскиот литературен јазик. Македонскиот литературен јазик условува со некаква мелодија. Нашите во минатото, бидејќи немаше кодифициран македонски литературен јазик, нормално мелодиите и текстовите кои што се едно сврзно ткиво не обрнувале толку внимание, затоа што нема литературен јазик, се иде на некаква дијалектна форма. Но, за жал, кога е кодифициран македонскиот литературен јазик, поготово во една самостојна земја, каде што тој треба да биде нешто што е врвно, и неговата употреба да биде врвна, тоа значеше дека и композиторот или авторот на новосоздадената музика треба добро да го познава македонскиот литературен јазик. Како трет сегмент би го напоменал, а е важно, е презентацијата на она што ние го создаваме. За жал,
ниту македонската радио телевизија, ниту приватните медиуми не создадува еден канал каде што ќе има исклучиво македонска народна музика. Значи, намерно е народна музика, затоа што таа е нашиот белег. Сакал некој да признае, сакал не, дали тому се допаѓа или не, нашиот белег, нашиот начин на музичко изразување, нашата народна музика, канал кој што ќе емитува 24 часа македонска народна музика и уште еден мал подсегмент кој што би го напоменул, кој што за жал го имаат, односно го немаат приватните телевизии, а тоа се музички уредници. Немаш милост, судбова за љубовта, никогаш не си има. Земи што ке земеш и раздади, ама да дадеш на влюбени, на влюбени. Како што се раѓаа песните и хитовите, така се повеќе бевме жедни за нив. Фестивалските ноќи беа настани за паметење, очекувани со нетрпение, впивани со сите сетила. Од тука се роди и потребата да се создадат нови, приватни музички продукции, кои со себе донесоа и новитети во музичкиот израз. Најубавите и највредните нешта се слушаат и се гледаат, се разбираат со срцето. А тоа пак е неуморен трагач по идеал, по совршенство. Така, креативните луѓе во музичкиот свет во периодот меѓу 2000 и 2010 година ги создадоа и првите видеозаписи, првите фолк музички спотови. И каде на друго место, ако не во македонската телевизија? За век ќе останат вреднувани првенчињата на видеомузичките изрази на Стојан Стојановски и Димитар Масевски. Вечно со тебе ке видам, Те љубам, о душо моја, те љубам, о душо моја. Што се однесува за последните неколку години, факт е дека продукцијата на песни во Македонија, односно продукцијата на новосоздадени песни западна во криза, во една поголема и авторска и интерпретаторска криза. Меѓутоа, јас тврдам дека се уште постојат квалитетни песни кои што за жал не наоѓаат доволно простор на програмите на телевизиите во Македонија, со исклучок на македонската телевизија која што има неколку специализирани емисии во кои што ги промовира сите тие нови песни, но и води сметка за она што е традиција, односно ги подсетува постојано своите гледачи за она што вредело и за она што вреди. Уште еднаш љубовта да ми тропне на врата, снегот коси да ми стопи душата под млада, звезди да ми сошијат косту моја шербетна, неделно утро со неа така да шетам под рака. Онака како што со право македонската радиотелевизија ја истакнувам како столбот која што го возможи тој епохален скок и невиден развиток, исто така со право би рекол македонската радиотелевизија, односно некои луѓе во македонската радиотелевизија, сепак ние јас правиме нашата куќа, таа не е некаква фикција, дозволија во почетокот на овој век да
пополека да исчезнува практично, да одумира музичката продукција, со неа ансамблите, со неа музичките програми и начинот на кој што се водеа програмските политики и сите тоа понатаму доведе до она до кое што смо денес, кое што ни случајно не може да добие не е задоволителна, туку ни преодна оценка. Срцата што ги разбеат, душите што ги огреат, да ни е жива песната и мојот народ намачен. Запејму песно, запејму, да не го видам расплачен. Нема голем град, нема држава кај што нема национален оркестар. Тоа е најголемото, нели, сито како што рековме, бидејќи не повеќе за нас авторите, него има млади пејачи кои доаѓаат за да го научат тој правилен код на пеење. Тие нема кој да ги контролира. Тие го имат грлото, го имат гласот. Се, ама во нашата народна музика то полесното е потешко да го испееш. Ниту сме ние први на веков, последни не сме, големе светов. Без ден си велам, така ми иде, морало со нас да биде. Секоја љубов, приказна друга, секоја судба, различна пруга. Нешто ти дава, нешто ти зема, колку и како урнеци нема. Плашлива срна, до мене дреме, кога ќе речат се до време. Душава моја крикнува често, неќе да стане, оставено место. Да се формираат оркестри, овие млади музичари што студираат на музичките академии во Македонија, не само да имаат простор кај да работат, него да го работат за тоа што се школувале. Вака испаѓа музички кадри или бегаат во странство. Многу млади музичари отидоа во странски држави, затоа што таму може да се реализира, нели? Се надевам нема да видам погрешно сватен. Еден голем апел до луѓето што се на функции, оваа проблематика да ја земат сериозно, затоа што една од постулатите на кои мислам дека треба нашата држава, кој што било и порано, уште јас пред да се родам, е токму музиката, посебно народната музика. Колку туги ме сонца греале, колку туги ветрови носи мрселе. Во душа носам цветна градина, од неа садена. Кога сум негде во далечина, на неа мириса. Моево срце копата, со љубов препона. За мојта мајка земја најмила,
плејадата на блескавите фестивалски сцени свое место обезбеди и Роса Фест, кој се појави следствено на дејноста на Радио Роса, на кое се емитува македонска народна музика. И овој фестивал имаше силни адути, моќни песни, хитовски рефрени и врвни изведувачи на сцената. Оттаму, од фестивалските сцени и понатаму песната не сплотуваше, докаде што не има македонци на сите континенти, на сите меридијани. Песната ни беше мислата во која сите наши копнежи се преточуваа во еден збор – љубов. Јас на естрадата се појавив некаде 2003-2004 со една-две песни тогаш на фестивалот Валандово. Веќе во тој период, таа беше на поразлична малку етапа од цело овие 30 години или што ги спомнавме, веќе имаше сјај на фестивалите, да, меѓутоа би рекол интересот веќе на самата публика малку како да беше опаднат за македонската музика. Сега тука играат улоги појавувањето на другите приватни медиуми, влијанието од надвор, купувањето на туѓа странска музика со кој секојдневно нели публиката гледаше, можеби и тоа влијаело. Меѓутоа, наша задача на помладите автори кои се појавивме во тој период, па и на предходните, нели, беше сепак едно задржување на нивото, едно современување на таа музика и нормално оставање впечаток и трагови, би рекол. Најголема награда за еден композитор е кога и главната цел на еден композитор е кога ќе направи некој свој предпознатлив начин на изразување и стил, би рекол, и тоа и вака најголемото достигнување за еден композитор. Тоа би било и мене секогаш во главата и целта дека се тоа што ќе направам треба позитивно прво да влијам на воопшто на музиката, да направам нешто што е во рамките на нашата македонска музика, меѓутоа секогаш сум се трудел да направам нешто посовремено и нормално да го одбележам времето кое го живее. Само љубов, љубов да ме води се кон тебе, срцево ми оди, душа копне, вечно да сум крај тебе. И во добро, кога цута грози, и во лошо, да ти бришам солзи само заедно. Јас и ти сме како едно. Сметам дека одржав еден релативно висок стандард. Сметам дека внесов многу новини поготово во начинот на аранжирање на македонските новосоздадени песни во народен дух. И сметам дека со моето последно CD Вруток покажав и една добра композиторска техника, каде што тие народни мотиви можат да допрат не само до македонската публика, туку може да допрати до светската публика. Нормално дека не сум единствен тоа што сум го направил, се разбира. Тоа го направиле на почетокот на 20-тиот век и нашите сериозни композитори, вклучувајќи го фолклорот во нивните сериозни дела.
Македонската гордост е македонскиот аманет, завет и долг. А тлото ни изродило многу таленти, со широчина и големина во душите, да продолжат достојно, темелно и силно да пеат и да се надпејуваат, да излеваат песни, алтани. По првата, втората, а по неа и третата генерација на славе грла застана на фолк сцената. Анета Мицевска, Елена Велевска, Владко Миладиновски, Јасмина Мукаетова, Анастасија Петревска, Сузана Гавазова, Дамјан Стојановски, групата Соната со Катерина Брезева, Кирил Митовски, Елена Андоновска. Рамо Дорамо со нив и новите автори со свежи музички трендови. Николче Мицевски, Златко Миладиновски, Драги Станков, Дарко Илиевски. Имам неколку проекти последните 10 години кои како оставија впечаток и мислам дека лежа еден период во нашата музика, особено со албумот Македонско девојче 2 на Каролина и Извор, исто така тие два албуми, каде што во основа е тоа наша македонска музика, каде што сум бил мотивиран од нашата стара музика, меѓутоа нормално ново компонирана и сето тоа спаковано посовремено за да го доближам до новите генерации, да оставиме белег на нашето време. Мислам дека така допре до публиката и одбележа еден период. Исто така за своји, би рекол, успешни проекти ги сметам и проектот на Next Time со обработката на стари македонски песни во кои се даде една друга димензија. Целта беше доближување на тие стари песни, нашето богатство до младата генерација и мора да најдеш начин за да ги доближиш. За жал денес сите слушаат нешто ново, нешто трендовско и малку е потешко да ги научиш малите, иако од мали треба да се учат, да ги слушаат во најоригиналната варијанта тие стари песни. Не е невозможно, јас имам 2 керки дома кои од мали ги воспитувам дека треба и тоа и најновото да се слуша. Меѓутоа со овој начин што го работев за Next Time, заедно со Next Time, така направивме еден спој на некоја филмска музика, на некоја, би рекол, помалку world music и трендовско со испомешано, нели, со нашето старо и успеавме да го доближиме тоа до публиката, не само до помладата, се разбира, општо до целокупната публика. Клучот во однос на тоа што треба да бидеме или кон она што треба да се стремиме за да бидеме со шанси за да стигнеме до некаде, клучот е во македонската радиотелевизија. Во ниту еден приватен медиум, во ниту еден приватен продуцент, кои што се неопходни, но нормите во секоја смисла треба да ги поставува македонската радиотелевизија преку своите програми и мене ми е драго што тука може би е направена најмала осека во однос на она што беа стандарди и преку своето производство кое што за жал е буквално замрено и мојата желба е кога тогаш, јас се разбирам нема да учествувам во тоа, но
кога тогаш да се јават луѓе кои што ќе можат да го понесат товарот и да ја вратат македонската песна на нејзините патеки. Студен камен да го претвориш, се да направиш, дури и да ме оставиш. Само едно не можеш, да те сакам, да ми забраниш. Песната кралица на животот, на животните судбини, на години и векови. Скап подарок за душата да се развесели, подарок што лузни и рани затвора. Откорната од битот, од изворот, прелејана со копнижи и мераци, преточена во најмилозвучни ноти, отпејана од славе грла. Таа може се. Може да оживува времиња и спомени, да влева надежи, да се всели во душата како најскапоценото нешто што го имаме. Умее и да насмее и да распее. Затоа, песно кралице на животот, ти се поклонуваме пред моќта со која не благословуваш. Свири ми, свири, violino, може ке чуе, може ке се покае. Свири ми тажни песни, само сино, може би дека патанта е знае. Наш белег, наша гордост и потреба. Национална македонска. Не постои грло недостојно за песна. Не постои желба неисполнета од песната што ни ги отворила сите пори и пориви во нас. Да ни е вечна мислата, да ни е жива песната македонска. Дојди ке те чекам кај багре.